Ви благодарам, председавач. Колегата беше навистина детален и исцрпен. Ја би сакал уште во тој контекст да продолжам уште од еден друг аспект, ако може да стигнеме и да го земеме предвид мислењето апсолутно на Министерството. Вели, ставот на Министерството е дека се појавиле проблеми при имплементацијата на претходната уредба на закон, кај што стоеше 3 години работно искуство од областа на енергетиката и дека тоа би можело да направи проблеми при толкувањето на доставените материјали, претпоставам при некој конкурс, каде што нека определена област или фирма или компанија или институција би можела да се претолкува дали е од областа на енергетиката или не. Претпоставам дека тоа е логиката. Она што е нелогично во вака доколку беше, би можеле да разговараме во таа насока. Но да се надмине тоа, Министерството дава предлог како да го надминеме тоа, со тоа што ќе ангажираме правник или економист. Техничко-технолошки науки. Во рете. Но дефинитивно во првиот дел, во правниците и кај економистите, дава определена доза на сомнеж дека на првишното што е како причина кажано дека не држи. Ако беше така, можеше да си иде техничко-технолошки науки или од областа на тоа и тоа, или тие компании што се во државна собственост, мешовита собственост и така натаму, доколку сакавме да специфицираме докога да минеме тој проблем. Очигледно тука што се стави економист или правник, некоја друга интенција има. Сега јас нема да навлегувам дали е тоа ветено на некому, дали се партиски кадри, прашање, дали е распределба на некои кадровски решени и така натаму, но во насока на тоа јас мразам да читам секогаш, но материјалите се тие што вие ги имате доставено, доколку одиме точка по точка, став по став, во однос на самата агенција што треба да извршува, какви планови треба да се направат, какви правилници, користењето на поатосите, следењето на спроведувањето на разните програми, не ги научив сега на памет, премногу се наведени, а не би сакал да оптоварувам плюс време со читање, ќе видиме дека сегментот на правникот или економист, барем во овие материјали не е наведен. Каде би можело да искористи? Да не се разбереме погрешно, јас сум економист. И знам каде се би можела да дојде до израз помошта на економистите и правниците, но тоа во овој материјал не ни е доставено. Ниту пак е во корелација за причината и мотивот за која што ја правите измената. Од друга страна, колегата беше теменен со амандманот и објаснивме убаво зошто треба да стојат овие одредби. Еве да идеме во таа насока. Ако веќе областа на енергетиката правеше проблем, да го усогласиме амандманот, сегментите што велите вие дека прават заблони, да се обидеме да ги модифицираме во таа насока. Да ги наведеме институциите, да ги наведеме посебни сертификати што треба да се поставуваат, да ги наведеме некои посебни студии, како што рековте вие и така натаму. Бидејќи вака како што е поставено, ние реално и логично е да се појави сомнеж дека е некоја друга цел. Дека не станува збор овде за надминување на проблемот што бил претходно. Од друга страна, вака поставен како што е амандманот, па еве дури да го усогласиме понатаму, па ги неутрализира сите можни недоразбирања или евентуални проблеми што би можеле да постават понатаму. Што да кажеме, доколку ставиме, ние немаме гаранција дека соодносот во комисијата ќе биде запазен, немаме гаранции каде што велиме дека претседателот што ќе се одбери или директорот на агенцијата дека ќе биде насочен токму кон таа област. Што доколку избереме правник кој што бил адвокат претходно и кој што треба сега да, како што велите вие, врши прием на известување од повластени производители на енергија, од ОИЕ и така натаму. Иницијативи. Дали ќе се наслониме на стекнатите искуства на претходните членови на агенцијата, на телото, на постојната администрација, нешто слично, но нема да добиеме суштински квалитет, дополнителен плюс. Јас се плашам дека вака како што е поставено, без оглед дали се намерите крајно добри или сомнителни или со резерва како што велиме, би можело да направи повеќе проблеми отколку што би можело да ги надмине истите. И така се укажува, еве ја побарав уште еднаш овде, ќе ми исправите претпоставам во репликата доколку грешам, но вака проблемот нема го надминете. Вака имате повеќе ризик, уште на првиот конкурс да имате 2 пати повеќе проблеми отколку што може да се надминат. А понатаму, при тоа ниту еден од нас овдека
не укажува на некои резервни механизми, безбедносни механизми со кои што ќе се гарантира доколку се случи ова што го велат овие лошите од опозицијата, дека тој и тој ќе сноси одговорност таква и таква за погрешниот избор или за моменти што може да не се случат во енергетиката. Не ќе да го злоупотребувам микрофонот да ви укажувам какви све неслучаеви ги имавме од несоодветни кадри поставени на несоодветни места во периодот на енергетската криза. Верувам дека вие многу подобро ги знаете и многу повеќе главоболки сте имали од нас во целиот овој период. Зошто да направиме сега ние сите свесно да влетаме во една таква авантура каде што би можело такви главоболки да не бидат зголемени. Го гледам и колегата тука, го имаме на многу дискусии на комисиите направено. Те веќе се повеќе и на вашето што го велевте. Треба соодветен кадар на соодветно место, со соодветна одговорност. Доколку сакаме некои планирани или соодветни резултати. Тука нема ништо. Се разбира, јас ова го кажувам се од аспект на логика и од аспект на тоа дека сакаме да ги подобриме законските решенија и дека сакаме ефикасни решенија кои што би можеле на било кое поле да направиме чекор напред, но доколку остава предлагачот на законот на овој став, тогаш ќе бидеме сведоци ние за кратко време кои биле навистина вистинските намери со ваквиот предлог за избор на директор. Ви благодарам.